Ако ова беше во центарот на вниманието синоќа и денеска во фудбалската светска јавност, би рекол на почетокот во октомври или првата седмица од октомври, центарот на вниманието ќе биде низ улиците на Скопје, каде следува втората поред маратонска трка Скопје трча 10 километри. Вечерва, токму затоа, мои вечерашни гости и главните виновници и организатори на Визер Скопскиот маратон и Скопје трча 10 километри се Гордана Николовска, секретар на Визер Скопски маратон, како и директорот Кире Синадиновски, директор на Визер Скопски маратон. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдовме. Добро вечер. Гордана, ќе почнеме од вас, бидејќи дамите нели имаат предност. Скопје трча 10 километри по втор пат во Македонија. Минатата година или лани, низ улиците на Скопје, низ булеварот Илин, поточно продефилира некои 900, околу 900 преварувачи. Каков е интересот сега? Ќе може ли нели да предвидеме ќе се надмине ли оваа бројка? Минатата година за прв пат ја организиравме оваа трка, која што ја подготвувавме 2 години. Очекувано е затоа што желбата и интересот на атлетичарите, оние врвните и рекреативците од Македонија имаат потреба за повеќе организирани трки. Идејата созреа минатата година. Околу 900 надпреварувачи учествуваа на првата Скопје трча. Оваа година трката е на 7 октомври, на истата локација се трча на булевар Илинден. До сега се пријавени 1200 надпреварувачи. Значи ќе има 2 трки, трка на 10 километри и штафетна трка. И до пријавувањето трае до некаде 30 септември и мислам дека бројка од 1500 надпреварувачи е пожелна и очекувана. Рековте 2 години се организираше нели она прва трка лани, колку период сега беше потребен за оваа трка? Кога веќе еднаш ќе поставите организацијата и патеката и кога имате добар и искусен тим кој што работи не само на една трка, тука и женска трка и Скопски маратон и Скопје трча, многу лесно се одвиваат работите. За да се постави една трка треба сериозни подготовки. Сега за Скопје трча подготовките почнавме некаде одма по завршување на Скопски маратон поинтензивно, меѓутоа пријавувањето и сите тие работи, процедурата како ќе тече паралелно, значи се работи, Скопски маратон, завршна фаза и почеток на Скопје трча. Така да нема стоење, сериозна организација, сериозна трка, бара сериозен ангажман и одличен тим кој што тоа ќе го спроведе. Така. Кире, оваа година Скопје трча 10 километри, има и хуманитарен карактер. Може ли нешто повеќе околу тоа? Па, оваа година решивме заедно во соработка со СОС Детско село Македонија да направиме една хуманитарна акција, бидејќи низ светот овие трки, улични трки привлекуваат доста хуманитарни активности настани на кои што се собираат огромни средства кои што многу значат на тие организации кои што некои се невидливи, на некои им треба промоција. Така да решивме оваа година, најдовме некаква заедничка соработка со СОС Детското село, да им помогнеме во нивните ангажмани што ги прават. Така да има неколку начини како можат сите учесници да се вклучат и да помогнат. Значи, едниот начин е ние продаваме како дополнителен продукт Dry Fit мајца со логото на трката. Од секоја продадена мајца 100 денари ќе одат за СОС Детското село. И оваа година решивме да вклучиме една нова акција, тоа е продажба на километри. Значи, секој учесник при регистрацијата ќе може да одбере дали ќе купи километри за себе или ќе купи километри за некој од нашите амбасадори, тоа се познати јавни личности, пејачи, глумци и така натаму, кои што прифатија да бидат дел од оваа кампања. Значи, ќе може да поддржат некого од амбасадорите. Значи, амбасадорите ги продаваат така речено километрите? Па, очекуваме дека амбасадорите ќе успеат да продадат најмногу километри, бидејќи они преку нивните социјални профили на социјалните мрежи ги повикуваат сите граѓани да се вклучат во оваа акција, затоа што тука не мора да бидеш тркач за да помогнеш. Направивме опција дека може секој да
да помогне они што не трча, сака да поддржа некој од нашите амбасадори, може да купи од 1 до 10 километри за некој од нашите амбасадори. Сите тие средства, 1 километар кошта 100 денари. Символични цени. И ќе одат сите тие средства за СОС детското село. Така да ги повикувам и оние што не трчат, а сакаат да бидат хумани, сакаат да помогнат. Значи, ова е една нова акција што ја правиме, можеби на почетокот ќе биде малце тешко, но се надевам дека ние на сите наши следни трки ќе ни биде пракса ова да помагаме дали со СОС детското село или на некои други организации, дека ќе ги научиме луѓето покрај трчањето да донираат средства, да помагаат на разни начини. До сега се покажа до овој момент од помош ваква акција? Со вклучување на амбасадори? Ние оваа акција започнавме на почетокот на септември и можам да кажам дека до денеска се задоволителни бројките и се надевам дека како што наближува датумот и како што ние се повеќе промовираме трката преку медиумите и денеска тука, дека луѓето повеќе ќе се запознаат со тоа и дека ќе има поголем интерес. Но реков дека очекувам многу повеќе да има на следните наши трки, затоа што веќе ќе биде тоа вообичаена пракса. Така. Гордана, што се ги очекува надпреварувачите на 7 октомври? Каква е програмската шема? Рековте 2 трки? 2 трки. Почнуваме со вежби со аеробик за загревање. Во 9 часот е стартот на трките. Се трчаат 2 круга по улиците на Скопје. Измената на штафетите ќе биде на паркингот помеѓу градското собрание и зоолошка градина. Ќе биде убаво означено каде што ќе се случува целата таа промена. Долж патеката ќе има на 3 места ќе има диџеи кои што ќе им помогнат на надпреварувачите да се забавуваат додека трчаат. Ќе има освежителни станици, секој што ќе финишира и од штафетата и од трката на 10 км ќе добие медал. Ќе има освежување, Пелистерка обезбеди доволни количини вода, ќе има банани, ќе има електролити, така да ќе ги покриеме сите надпреварувачи да бидат подмирени, да не им фали ништо. Медицинските екипи Црвен крст на град Скопје ќе ни помогне како секогаш до сега, така да тој дел ќе си оди програмата како што треба. На крајот, по завршување на трката, секако ќе имаме прогласување на најдобрите, но ќе имаме една лотарија за сите оние кои што нема да победат, а може би не се знае, бидејќи лотарија може и победникот да добие некоја награда, ќе имаме лотарија која што дополнително ќе сакаме да ги наградиме учесниците на оваа трка. Се надевам и времето ќе ни послужи за оваа трка да изгледа извонредно. Кажете ми како со Кире за спонзорите, како се снаоѓате, колку ви одили се во најдобар ред, нели, за организација на ваква трка потребно е и добри спонзори, покровители. Ако ги следиме примерите низ Европа и светот, како е тоа кај нас? Па, можам да кажем, ова не е нас релативно нова трка, за разлика од Визерскопскиот маратон, каде што има нормално и поголем интерес од спонзорите. Морам да споменам дека за оваа трка имаме огромна помош од нашиот генерален покровител, тоа Агенцијата за млади и спорт, и од оваа година и градот Скопје се вклучи во помагањето. Има спонзори, но морам да истакнам дека некако срамежливо тоа се уште оди од нашите компании. Се надевам дека во иднина ќе биде тоа многу поотворено, дека и државата ќе создаде повеќе услови за фирмите да можат да вложуваат во спортот, и не само во спортот, него и во културата, например. Но сепак мислам дека мора да создаде државата услови да ги примаме спонзорите. Има интерес, но ќе кажам дека не е толку не е доволно она што го прават до сега. Мислам дека можат многу повеќе. Следејќи ги примерите на Скопскиот маратон, Скопје се покажа како добар домаќин, како што кажавте, има капацитет за вакви трки. Колка буџет е потребен за да биде се како што треба и да изгледа тоа европски и светски? Па видете, значи буџетот секогаш не е главната, како да кажам, малка за да биде успешен маратонот, затоа што ние за пример оваа година имавме Пола Ретли, светската рекордерка, што не може да си го дозволи други маратони многу поголеми од нас. Значи некој пат добрите релации што ги имате со останатите
во овој тркачки свет може многу да ви помогнат отколку финансиите. Така да потребни се средства, но ќе кажам дека сепак секогаш е важно и како ќе ги распределите тие средства. Так, со Гордана ќе се навратам за трката. Ме интересира кој се профил може да се види на трката од јавни личности, спортисти, кои се трча и дали постои некоја возрастна граница? Кој се може да се пријавува, бидејќи се уште и трае пријавување? 10 километри е сериозна дистанца каде што требаат подготовки. Очекуваме дека тоа ќе биде популација некаде од 18 до 60 години. Секако дека ќе има и помлади, ќе има подеднакво не баш, меѓутоа ќе има 40-60 односот мажи и жени. Се надевам еден ден ќе има и повеќе жени што ќе се одлучат да трчаат. Од јавни личности, има секаков тип на профили. Најзастапени се некако IT компаниите, компјутерџиите најмногу трчаат, банкарите по профил на професија. Тоа се луѓе кои што некогаш се бавеле со спорт, престанали и бараат повторно начин како да се вратат. Луѓе кои што никогаш не спортувале, па сакаат да бидат добар пример на своите деца. Многу често уметници имаме, поготово глумците, многу учествуваат на скопски се маратон. Има само политичари најслабо. Изгледа многу имаат работа, таков има и период. Имаме и политичари, морам да кажам дека министерот за финансии Драган Тевдовски не пропушта ниту една трка. Дамјан Манчевски исто така. Мислам дека Тевдовски е малце подобро спремен од Манчевски, ама треба да ги пробаме сега на трката. Кој ќе има подобро време, па тој веројатно ќе треба да го почасти другиот. Така, уште за на крај би сакал да спомнеме нешто повеќе околу Визер Скопскиот маратон, бидејќи сега многу порано почнавме со пријавувањето, овие 3 дена мислам стартувавме. За следната година, нели? Да, ние сега во изминатиот петок го отворивме пријавувањето за Визер Скопскиот маратон, кој што ќе се одржи на 5 мај следната година. Значи, мораме да го отвориме порано пријавувањето, затоа што верувате имаме притисок од странските надпреварувачи, кои што многу порано си го планираат своето време каде ќе трчаат и така се одлучуваат многу порано за нашата трка. Така да го отворивме пријавувањето, веќе имаме преку 250 пријави од 10 земји од светот и очекувам дека и следната година ќе имаме рекорден број на учесници на Визер Скопскиот маратон, затоа што се повеќе домашните тркачи учествуваат, но исто така и странци. Минатата година околу 10% од учесниците беа странски учесници, што не е мала бројка тоа за нас. Так. Тука ќе мора да ви се заблагодарам за вечерашното гостување со оглед на минутажата предвидена за спорт. Тоа беше се од отвореното студио и минутите предвидени за спорт. Останете натаму со програмата на 1 ТВ. Следи домајкинот на денот Александар Чомовски, неговиот гостин господинот Ала Џафери.